На покривите на 3 штипски училишта ќе бидат инсталирани фотоволтаични системи за производство на електрична енергија, потврдуваат од општината. Општина Штип оваа година ќе биде финансирана од страна на фондациите Отворено општество Западен Балкан и тоа програмата Праведна зелена транзиција, со која што ќе се обезбеди финансирање за 3 општински училишта, поточно 2 средни, Средното општинско училиште Колен Ехтенин и Средното општинско училиште Јане Сандански, како и Основното општинско училиште Тошо Арсов ќе добијат фотоволтаици на нивните кровови, кои што ќе имаат капацитет од околу 85 киловат часови електрична енергија која што ќе се користи за нивните сопствени потреби. Произведената енергија ќе биде доволна за нивните потреби, што значи дека високите сметки ќе бидат анулирани. Овој проект изнесува некаде околу 3,5 милиони денари и како што веќе споменав, парите се обезбедени од фондациите Отворено општество Западен Балкан преку нивните програми за зелена транзиција. Инвестициите за изградба на системите се обезбедени од Фондацијата Отворено општество за Македонија. Се надеваме со оглед на проектите кои претходно ги проведовме во училиштето, дека со оваа програма, односно со поставување на фотоволтаичните системи, ќе се овозможи уште поголема заштеда на енергија и училиштето нема да биде зависно од пазарот кој го нуди државата, односно ќе биде во можност да ги покрива на собствена сметка трошоците за електрична енергија. Во време на енергетска криза и општо сложена, дури и критична економска ситуација во нашата држава, поставувањето на фотоволтаици во нашите училиште ќе значи многу, во смисла на голема енергетска ефикасност и заштеда на материјални средства. Средствата што вообичаено се предвидени за оваа намена ќе бидат пренасочени кон решавање на други кучни прашања во училиштето и набавка на опрема за подобра практична настава на нашите ученици. Освен овие, општината планира инсталирање на вакви системи и на други објекти, пред се на детски установи.